Сите ни треба љубов, но нив конкретно им треба љубов, затоа што од каде се раѓа таа потреба за монолог, за наметнување, за да речеме за тоталитарианизам. Тоа наметнување не е, да речеш, у нормални цивилизирани, туку онака агресивно. Агресивно, затоа што сите или ајде не сите, за да не сториме грев кон оние кои не биле такви, ама поголемиот дел од луѓето во нивниот живот се однесувале така кон нив. Ме разбираш? И затоа и тие постапуваат така. Затоа секогаш е така. Секогаш тие луѓе што се склони кон тоталитаризам живееле под тоталитаризам целиот свој живот. Ме разбираш? Да. Значи, тоа им е јазикот на кој општат. Тие не знаат поинаку како. Ме разбираш? Значи, не се снегулки, тие се луѓе на кои не им е дадена љубов, не се разбрани. Ова ги се и лоша карактеристика, ќе кажам, меѓутоа не гледаат дека во својот, они мислат дека тоа е продемократски, не гледаат дека тоа е многу профашистички, што го прават, што постојано фокусираат нивна идеја. Нормално. Од реалниот аспект тоа така се доживува. И како би го гледале, кога луѓето се очигледно вознемирени, ме разбираш? Значи, не сакам да навлегувам во Слободно. Не сакам да навлегувам во тоа да кажувам колку е нивното погрешно. Кога само што реков дека јас сум погрешил неколку пати во текот на последните неколку години. И тоа е само една од грешките собствени. Затоа ти велам, зошто да се задржуваме на грешките? Нормално дека е така. Ама и нашето може да премине во тоталитаризам. Апсолутно може. Не сме свесни кога ќе ни се даде моќ, еве мене или тебе, ако ни се даде моќ, што сме способни се да направиме. Раздели па владај е многу стара аксиома. Многу стара. И сега ја гледам повторно дека се манифестира. Дали е на планот на левица против десница, дали е на планот ваксер и антиваксер, дали е на сите планови раздели па владај уште работи. Тоа се луѓе на кои им треба љубов. Тоа се луѓе на кои треба да им се покаже вистината. Со љубов на нив треба да им објасниш дека тоа може да одведе кон фашизам, а не со напаѓање. Од друга страна, да не западнеме во апологетизам, да не велиме дека грешките се вистини. На вистина, она што се случува е монолошка база на диалог. Значи нема диалог тука. Имаш многу силен систем кој ги држи во рака 99% од медиумите, кој ги држи во рака 99% од луѓето кои се надлежни за одлуките што се прават за општеството, и го имаш 1% кои ги согледува тие нешта. Што правиме со тоа? Во секојдневни дискусии си свесни сме, ти си свесен, сигурно си нанатал на нив овие ликови што избориме. За ова идеолошка матрица, не знам како би ја нарекол. Овие личност. Гледаш, ги правиме како вонземјани, ги правиме како да не се од истата крв и истото месо. Моја грешка во тоа. Ме разбираш? Не знам како да го опишам, не знам да луѓе и овие луѓе кои ме разбираш, кои сметаш дека имаат недостаток. Имаат различно размислување, но зошто го форсираат тоа размислување ако не се соочуваат со аргументот спротивна страна. Например, мене најмногу ме погодија две работи. Они најмногу се базираат на тие родови права, LGBT, еднаквост, мигранти, и секогаш има право на жената. Најчесто се тие 4-5 кратки тематики, се тие 3-4 тематики се најмногу зафатени. Две работи малце ме разочара во нивниот поглед, што мислев дека ќе бидат малце по-конструктивни, они отидоа максимално профитерски. И ова сигурно ќе го негираат, меѓутоа тоа е од страна така делува. Кога се случуваше, јас сум левичар по принцип и јас се борам вистина за напредување на луѓето што се на маргините на работничките права. Кога успеа да го
да направат еквивалент на работнички права обичен текстилец со сексуалните работнички кои го имаше тука во универзална сала. Тоа беше тотален перверзија беше според мене тоа, да зборуваш за напредување на права за сексуални работнички, тоа дека ти основниот работник веќе одиш на чекор што треба да се превземе, а претходно треба да бидат превземени уште 10 чекори за напредување на работнички права во Македонија не постојат, а они зборат за напредување на сексуални права на работнички. Одат во таа перверзија што се нарушуваат од еден вид на обичниот работник не гледа дека страда со тоа што ни се обидува да го префорсираат. И дополнително не ми се допадна во јавна соба случајот што беше злоупотребен институционално за да се протне сексуалното образование, додека во истиот случај девојчето си остана експлоатирано, а виновниците не беа санкционирани и принципот на казнивост беше неутрализиран. И понатака повторно се отварат јавни соби, меѓутоа имаме сега јавни соби со сексуално образование у дискусија. Значи не се решава корените од системот, не се тргнува зошто ги набава, не се зборува за тој шовинистички пристап што владае во општеството, туку ние збориме ти си шовиниста, меѓутоа ти си шовиниста зад камери. Пред камери тој шовинистички пристап не смееме да го дискутираме како се однесуваат луѓето меѓу себе. Ме разбираш? И тој некој перевезен за вид на профит. Они се голем дел од тие луѓе што стојат зад промоција на тие прави земјат одреден профит. Они не разгледуваат дека ако на долгорочен план се соочат со аргументиве дека они добиваат у прилог и модели. Они гледаат на краткорочно тоа што им кажано, тоа може да го прават. Сега имаме тематика да работиме за сексуални работнички, тука има не знам грант некој плюс минус и тука се случува тоа. Дека не гледаат реално прво да ги постават работниците. Прво да видиме кој е статусот на работникот во држава, за не да можеме да ги фатиме сексуални работнички, текстилни работнички, секој обичен работник што е во држава. Да го видиме неговиот статус каков е во држава, што е мизерен моментално, никој ништо не зборува за него и постојано се негира и се занемарува, се игнорира тоа трудово право што се дискутира постојано. Синдикатите се задушени, еве во недела утрек има протест, марш. Меѓутоа не ми се верува дека ќе има некој резултат, што протестите во држава страна секојдневие, не знам дали има веќе сврха зашто тој што е надлежен не ги слуша едноставно. Ги игнорира, како постојано ги лейбодем опозиција, ги создава овој, ги создава секогаш друг ќе има некој виновен. Тоа беше со претходната влада, не само ова, постојано така се случува. Не разбирам како би можеле да стигнеме ние во контакт со тие од другата страна, профитерите или другите луѓе со спротивен став, ако постојано живееме во поделеност, мораме некако да се обидеме да ги споиме тие два става. Ако они се обидуваат да се разделат, ние мора да се обидуваме да се споиме со нив. Зашто ако и ние влечеме од едната страна, они влечат од другата страна, пак преме раздор. Ме ја разбираш луѓето? Еден од нас двајца мора да, од тие две групи мора да премине во другата страна, мора да се изложи на огнот. Мора да го изложи. Јас мислам дека оваа деснава страна, во која што се сметам јас себе си, деснава страна, другава страна која што е по реалити чек, што е по се обидувам да малце хронолошки да ги постираат, значи јас сум прогресивен кон нив. И јас се разбирам нивната, јас сум социјалдемократ по природа, меѓутоа тоа што го прават не може да се стигне на толку брз начин. Не може тоа да се случи со еден или два протеста или еден или два марши или еден или два настани што ги прати и да кажат еве ова е унапредување на правата на жената. Како унапредување на правата на жената? Кога имаме случај каде што цајкам претрпа жена на среда, ако не одговараше. Имаме случај каде што на семејно насилство, кое што семејно насилство не е регулирано во државата. И ние немаме унапредување на правото. Ова се ќе речеме со правна терминологија, меѓутоа кај нас правото не е променето. Кај нас правото е компаративно, значи не е прилагодено согласно нашите услови, согласно нашиот поднебе, нашиот мајндсет. Тука копираме, посебно копираме законот Словенија и ќе правиме адаптации. Може да имаш адаптација која општествените темелите се тебе нарушени.